Тетово не се ѕидовите. Тетово се приказните. Тетово е идењето по куќи за Великден со таткови. Кога баба ми на Вели четврток доаѓа са бајле рано со првото вапцано црвено јајце, црвено-бело да ти прави на лицето, аде тетовски. Тетово е животот, тетово се славите. Тетово е моите предци закопани кај Свети Димитрија црквата на тетовските гробишта и тука се корените. И не можеш против своите корени. И кога би бирал пак каде би живеел и во друг живот, јас пак би одбрал во Тетово да живеам. Во ова издание на Луѓе и места ќе ве запознаеме со Дарко Гавровски, по професија правник, по живот тетовченец. Тој е хроничар на Тетово, влюбеник во својот роден град, собирач на тетовските приказни, истражувач на тетовското минато и толкувач на тетовската сегашност. Оваа негова пасија за Тетово досега изродила книга за тетовските древности, веб страница посветена на градот под шара, збирка на фотографии од минатото, збирка на фамилиарни стебла на тетовските фамилии, како и песна напишана и испеана од него, за Тетово. Неговото семејство со генерации живее во Тетово. Слушајќи ги секојдневно дома приказните за Тетово, за адетите, за традицијата, кај него го разбудила интересот сето тоа да почне да го запишува, а подоцна и да истражува за родниот град. И сето тоа не го направил за да биде историчар, не за да биде пејач, туку да биде она што е, тетовченец. Лошо е да живееш во некој град да немаш појма ништо за историјата на градот. Истражував и видов дека голем дел од податоците кои дома се раскажуваат и по луѓе за стари мала, за кои биле стари фамилии, дека воопшто не ги нема во ниедна книга запишано, тогаш почнав да ги собирам во компјутер. До денес имам собрано над 3000 страници во компјутер како материјал, тоа се книги, едиции да се објавуваат, ќе се објавуваат до крајот на мојот живот, ќе биде посветено на тоа. И заради тоа што видов дека се собра голем дел материјали, некој треба да ги објави, зошто тоа да не видам јас. Реков од каде да почнам, од самите почетоци. Првата книга ми е Тетовски древности, објавена 2009 година, после долг низ години истражување, во која се што е објавено, буквално секој ископување, се во Тетовскиот регион објавено е тука. Сега еве работам на втора книга која треба да се доврши, тоа е за Тетовскиот градски говор, со стари зборови тетовски, со граматика, речник на тетовскиот говор, а постепено ќе се објавуваат и други книги за средновековието тетовско. Имам значи продолжување како на првата книга за средновековието тетовско, потоа за тетовските адети, поговорки тетовски. Значи имам голем број на слики стари од Тетово. Сите тие податоци мораше некаде да се објавуваат и вон книга, тековно како што ги бевам, заради тоа што се стварно ексклузивни и себично се чуваат за себе, реков. Направив интернет страница, тајните на Тетово, gavro.com.mk, каде што ги објавувам на Facebook група за Тетово и тие таму се објавуваат буквално се историјати. На страницата на Тетово имам објавено за тетовските фамилии. Неголема база на податоци со фамилиарни стебла на Балканот. За пошироко не знам, на Балканот не постои ниту еден град. Тука се над 50 на фамилии тетовски со сите фамилиарни стебла, стари градски фамилии. Со фамилиарните стебла тоа го нема Скопје, го нема во Македонија, ниту еден град го нема. Значи тука фамилиарни стебла, адетите пишани по тетовски како се, за Прочка, за Великден, за сите се уникатни, ги нема во друг дел на Македонија, за Бадник, за тетовските слави, како се слава. Стари фотографии и сето тоа се прави со ќеф. Јас не сум историчар, сум правник. Книгата ја напишав е историска, но не сум историчар и не го напишав за да бидам историчар. Направив и песна за Тетово, прва песна во историјата на Тетово, на тетовски дијалект. Ја го љубим Тето, туе ми е срцево. Кога јас сум Тето, на душава убо, ја го љубим Тето, ја го љубим Тето. Ја од сад мало, ти од поток мало, мачи ми даде и шарет, ја ќе дојдем на вечер, да ти поем дејче под пенџер.
ti powiem, dejče pod pędzer. Кога се истражува за тоа време, буквално емоцијата ме пренесува во тоа време. Значи јас и од стари фотографии, и од раскажување од стари луѓе, јас буквално знам каде се наоѓало, каква куќа била на тоа место каде што шетам по улица. И некогаш денеска кога има и нови градби има, јас знам точно каде се наоѓала рушена, например, некоја куќа ли, џамија на плоштадот ли, каде точно било, и буквално, ако разговарам за тој период, јас можам буквално да се пренесам во тоа време како било на секое место. Ги знам и улиците, значи, ево овде Гоце Делчев е Светога Саве, Светосавска, принца Ѓорѓа, принцезе Јелене, кралевиќа Марка, за време српско, значи, Малата Стари, Гогушо, Ќуше, Паша Петре Осокаче, Мелјунче Осокаче, Фејзо Осокаче, значи тие Чапчако Осокаче познато. И буквално се знае и топонимијата тука, и буквално знам и кои луѓе живееле тука, кои фамилии живееле. И често се случува дури и тие што живеат денеска во тоа мало, да не знаат, и кога идем на кафе, знаете ли дека на ова место имало тоа, на тоа место имало тоа. Така да, јас тоа го правам зашто навистина сметам дека за да го сакаш еден град, треба прво да го разбираш, да го знаеш, да го разбираш, па да го сакаш. Иначе ако е Тетово, куќи, добро, што има шарена џамија, лешочки од манастир, па и нема не. Но ако ги знаеш, тие приказни, љубовта кон Тетово се приказните за Тетово, приказните како настанала Ѓурушица Црнооко песмата, како настанала затрпана песната. Кај живеела точно Трпана, кај живеела точно Благуња. Кои се денеска незини наследници, фамилија, кои се на Благуња? Дејче Пожаранче. И тој кога го знаеш, тоа не ти е тебе само обична песна, тоа ти е цела приказна кој филм може да се направи. U petok će dojdem ja, da mi praješ tavagra. Jedna tala, dva somuna, gorko kafe, slatko tunja, kako paša da me prečekaš, kako paša da me prečekaš. А некогаш е поинтересен процесот на дознавање на сите овие работи, отколку кога ќе ги дознаеш. Истражувањето е долго, значи јас истражувам кај стари фамилии, значи идем со камера, со диктафон, порано кога немаше и со тефтер, ќе одам да ги испрашувам стариве баби, дедовци, кај било тоа корзо, тоа мало како се викало, у корзо како излагале, кои биле кафанете стари, кои биле хотелите стари, како се облакале тоа време. И јас некогаш мислам дека им го продолжувам животот. Знаете, денеска кога младиве им викаат, ајде, бабо, дедо, не ми раскажува више, доста прекини, се замисли има некој што доаѓа и дома ги слуша се. Саат време, 2 сат, други викаат, чекај, застани, уште малку да ти кажам, уште ова да ти кажам. И целото тоа е фантастично. А уште поголемо чувство кога ќе го открием сето тоа, ми е да го споделам со луѓе. Се наоѓаме токму во стариот дел на Тетово, куќата на Јовановци, и тука е еден автентичен чардак и куќа во автентичен тетовски стил. И сето ова дава порив за да ви раскажам за како се живеело во старото време во Тетово пред 100 години, овде на Два Бреста, Јајчарово мало, стариот дел на Тетово, каде што се чувствува духот со старите сокаци, со калдермата, се чувствува духот на стариот живот со корзата, со серенадите тетовски, градскиот живот, каде што се собирале фамилиите, нарочито во лето, вака на чардаците, на турско кафе, на мезенце, на чоканче ракија, каде што ноќниот живот во тоа време било, се собирале цели мала на ченка катење, се пееле тетовски песни, да не обавите македонски староградски песни се тетовските. На вечер по калдермата било и корзото, приквечер, девојките облечени во чинтење и во налање. И целиот тој дух, еве и денеска може да се почувствува баш во стариот дел на Тетово, каде што се наоѓа и црквата Свети Кирил, погоре и црквата Свети Никола, значи целиот овој дел со стари градби тетовски. Тетовчани имаат чуден табиет, имаат лимун табиет, викаат. Тетово викаат лимун табиет. Они кога сакаат, кога мразат. Они
се домаќини луѓе, на прво место се домаќини луѓе. Гледаат за дома и од тоа ги прават после цици, усвари се домаќини луѓе што водат сметка за парата, водат сметка за дома да биде све средено. И заради домашните, а и овде се живи исто и многу и се живи за луѓе, така викамо, за луѓе се живе. Се живи за луѓе, мора све да биде под конец, наместено дома, цакум пакум све да биде, да сласкота, како што викаат Тетовчани, да не дојде човек некој на гости. Значи мора да има увек подготвено јадење и мезе и све да биде исчистено, наместено, се некој може да дојде. И се живее за луѓе, ама тоа прави пак заради домаќинлогот. Не можеш да пуштиш така едноставно да живее. И тоа е главна карактеристика на Тетовчани. Се побожни, се верници, а детите ги поштуваат. Традицијата ја почитуваат по целост. Со други луѓе малку се можеби диви. Ево со други градови, например, кога одиш, одма те прифаќаат. Тетовчани се малку предпазливи во. Тетовчани се го прават со мера. Знаете, многу не се опуштаат и го прават се да биде со мера. Така да на почетокот ако запознаат некој нов, можеби не се опуштаат толку многу, ама кога ќе го засакаат човека, го сакаат и си пријатели до века после ги има, значи те прифаќаат и те имаат, ги имаш Тетовчани за доживотни пријатели и они тебе исто. Целта ми е една, да се обели образот на Тетово. И пред другите, и пред Тетовчани. Знаете, Тетово не е само конфликтот 2001 и депонијата. Тетово, валјда, има и нешто убаво. Ајде тоа да го кажеме. Од 100 црни, ако се едно бело е, дај тоа белото да го кажеме. Знаете, некои кукаат, Тетовчани се научија да кукаат. Знаеш, да го праша некој од страна како живеат, нема живот, готово више, крај света, готово, смак света, готово, нема. Зошо? Тетово има прекрасен живот, историја, а е наше. Јас често им викам, моје и не можеш да го менуваш. И мајка ти може би е ненашминкана, може би замирисана целата од готвење денеска, искубана у косете, ама ти е мајка, друга ти немаш. И Тетово дупќе имало, депонија имало, нека има наше, друго немам. И мене често ми се чудат, вика, зошто го сакаш Тетово? А мене па чудно ми е што ме прашуваат, зашто мене за како тетовчанец би ми било чудно да го сакам Валандово или Струмица. Тетовчанец да го сака Тетово, некој да го сака со денеска треба да биде чудно, зашто треба да биде очекувано дека треба Тетово да не се сака, што има да се сака? Има што да се сака, моје си е, друго немаме, и се друго би било чудно. Моје, друго немам. На пазар ќе идем ја, право горна джаршија, да ти купим кадифе, турско злато прстенче, да те верим тебе за мене, да те верим тебе за мене. Низ два брестарашета, малуна кај певчина, обавчете јабуќе, на чардаци сардуње, теферици брајевте, теферици брајевте. У петок ќе дојдем ја, да ми брајеш тава град, една тава, два сомуна, горко кафе, сладко туња, како паша да ме пречекаш, како паша да ме пречекаш.